Добар ден, ученици, и добре дојдовте во училница. Јас сум Магдалена Јанковска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Стив Наумов во Скопје. Денешната наставна лекција ни е од подрачјето граматика, поточно од областа на морфологијата. Вие знаете дека морфологијата како наука ги проучува зборовните групи. Така, ние денеска ќе зборуваме за придавките, поточно ќе зборуваме за видовите придавки. Ќе научиме да ги препознаваме придавките како посебен вид зборови, да ги разликуваме видовите придавки во македонскиот јазик, како и правилно да ги употребуваме различните придавки. На фотографијата пред вас гледате еден часовник. Да се обидеме да го опишеме часовникот. Би можеле да речеме слободно дека е стар часовник. Исто така можеме да речеме градски, скапоцен, ѕиден, златен, убав. Сите овие зборови, стар, златен, скапоцен, убав, градски, ѕиден, се всушност зборови кои го опишуваат часовникот, односно се придавки. Ајде запишете во тетратките. Придавки се зборови со кои се означуваат некакви карактеристики на предметите, суштествата и појавите. Во нашиот јазик, според значењето, придавките се делат на 4 групи. Првата група се така наречени описни придавки. Самото име описни придавки всушност ни кажува дека станува збор за придавки кои опишуваат. Доколку се обидеме да го опишеме детето кое што го гледаме на фотографијата пред нас, слободно би можеле да речеме дека тоа е среќно, возбудено, безгрижно, разиграно, мало. Значи, со описните придавки ги опишуваме нештата. Втората група се така наречени односни придавки. Во групата на односни придавки се издвојуваат две подгрупи – материјални и присвојни. Материјалните придавки всушност ни покажуваат од што е нешто направено, од каков материјал. Па така, ако сакаме да кажеме да употребиме материјална придавка за лулето кое што го гледаме, слободно би можеле да речеме дека тоа е дрвено луле. Но, доколку сакаме да кажеме чие е, тогаш би требало да употребиме присвојна придавка, па би рекле дедино луле. Третата група се така наречени бројни придавки. Така се вика затоа што се образуваат од броеви и тие искажуваат некаква редност или пак умноженост, удвоеност. Па така велиме: седмо оделение, трета среќа, прво дете, двоен успех, втора шанса. Сите овие подвлечени зборчиња, седмо, прво, втора, двоен и трета, всушност представуваат бројни придавки. И последната, четвртата група се така наречени заменски придавки. Заменските придавки се образуваат од заменки и еве неколку примери. Таков джемпер, вакво пенкало, колкаво куче, мој учебник, некој човек. Ајде сега да изработиме една вежба во која што всушност ќе видиме какви видови придавки се употребени во речениците и да го определиме нивниот вид. Првата реченица ни е: првиот час започнува во 8 часот. Доколку морфолошки анализираме, направиме една морфолошка анализа на реченицата, секако дека ќе заклучиме дека во реченицата има употребено и именки, и придавки, и глаголи, и предлози, но нас на часот денес не интересираат само придавките. Така, како таква, ќе го определиме зборчето првиот, кое што во нашиот случај представува бројна придавка. Втората реченица е: неговите ракотворби се продаваат во старата скопска чаршија. Тука придавки се зборчињата неговите, старата и скопска. Неговите е заменска придавка, старата е описна, бидејќи ја опишува каква е чаршијата, а скопска е односна присвојна придавка, бидејќи кажува чија е чаршијата. Третиот пример гласи: на мојот прозорец слета ранет белоглав гулаб.
Во оваа реченица придавки ни се зборчињата мојот, ранет и белоглав. Мојот е заменска придавка, ранет е описна и белоглав е исто така описна придавка. За домашна задача, изработете ја третата вежба од делот вежби во учебникот на страница 106. До следното видување ви благодарам на вниманието.